како што веќе најавивме, она што следува се минутите кои што ги посветуваме на анализа на она што се случува во Македонија, а не можеме да го споменеме она што е најактуелно и што ни се случи вчера прв пат сезонава, тоа е снегот кој што ја покри Македонија и тоа во прилично големи количини. Македонија, снегот, тука буквално ја покри целата политичка сцена, па немате денеска ниту еден актуелен политички настан, само се зборува за снегот. Снегот предизвика радост, барем во главниот град, каде што го немаме видено асално многу одамна. Па да. И нормално, нели, Скопјани носталгично секогаш говорат и на времето колку имаше снега, нели, одамна го нема, еве го, конечно го имаме. Но затоа покрај, нели, тие ситни радости предизвикува големи проблеми и во текот на вчерашниот ден и денеска повеќе правци важи забрана за товарни возила, вклучувајќи го и граничниот премин со Република Бугарија во Делчево, што е нели проблем. Синоќа, например, беше подмрзнат и автопатот пријателство таму кај Гевгелија, нешто што е нели лично опасна работа. Исто така имаше јавувања за превои кај Плетвар, кај што е редовно ѓавато и така натака, значи има некои места кај што треба да се вози предпазливо, со зимска опрема, во зимски услови се вози. И едноставно сега не е време кога треба да се патува, но традиционално многу се патува, бидејќи многу луѓе одат на планина, одат на скијање, нели? Сите сакаме да одиме на некое место и треба, значи препораката е многу да се внимава, иначе кој што читав, не знам, 55 сантиметри нападнат на попова шапка, тоа е многу снег. Тоа е многу снег, да. Има снег за скијање. Тоа е добро, тоа ќе кажав за скијање. Но нели тоа би било супер кога све ова друго би функционирало. Кога би можеле фино да стигнеме до да се паркираме, нели, па да скијаме, ете така, да. Тоа баш не е, нели, како што треба. Иако главните патишта се исчистени, но постојат, нели, проблеми на споредните патишта. Например, јас са Бајлево живеам на една споредна уличка во центарот на Скопје, не можев да излезам со кола, веројатно нема да можам до крајот на март. Не знам како е, овие на високо кај водно натаму пржино што живеат, не знам таму како е. Па веројатно како кај мене, бидејќи јас сум тука на подножјето. Сега разговарав со колешките од скопска редакција кои велат дека голем проблем се тротоарите кои се неисчистени во Скопје и дека тие би требало подхитно да се исчистат, зашто ако се дозволи да бидат замрзнати, да останат такви, тогаш ќе имаме и опасност, ризик за скршеници, за ако се дозволи тоа да остане долго време. А знаеме како било во Скопје, нели, овој снег може да го имаме дори до март, доколку сега настапат минусни температури и се до тоа така остане. Во секој случај, нели, треба да се биде предпазлив и доколку некој може, некој отиде на некој повисоко место за да ужива во снегот. Сепак останува на нашата совест, нели, ние да бидеме предпазливи, ние да пазиме, не да ги добиеме условите. Не, добро, секој било така. Така и да се зачистиме пред нашиот влез, пред нашата куќа, кој колку може. Тоа се разбира, треба да се има таква навика. Она што ме интересира, колку македонците почитуваат закони, колку еве ние имаме таква зимска опрема во автомобилите, синџери, сето тоа. Ајде да не зборам за мене. Па не, па тоа само по теорија луѓе знаат како се ставаат оние синџери, нели, мислам. Ама имаме законска обврска да ги носиме, бар ги носиме ли во гепак? Не. Добро, да. И ете, тоа е интересно да се види, например, кога би се направила една рација сега, полицијата проверка да направи на кој носи зимска опрема, мислам дека многу луѓе ќе бидат казнети, ќе останат. Добро, реално немаме многу ние зимски услови. Треба да имате, за да има некоја минимална безбедност, гумите да се зимски или оние што се 4 сезони. Сега доколку возите со летни гуми или оние што се, како ги викаат, за на вода гуми, тоа ќе биде страшно. Тогаш, да. Тоа не би смело да се дозволи такво нешто. Сега нормално треба да се има и синџери, особено ако идете сега во некој скијачки центар, мора да ги ставите, инаку ризикувате, навистина многу ризикувате.
и да се следи временската прогноза и да се следат сите препораки, доколку се каже дека на некои превои има застој, не тргајте, останете уште некое време таму каде што сте. Така. Со оглед на тоа дека имаме најава дека ќе врне денеска и цел ден. Па и утре некој И утре ден, има најава, да, така да, нема да имаме многу веројатно настани политички за кои што ќе дискутираме, ама Не. Таква е Македонија, таа не трпи повеќе од 2 политички настани дневно, 2 теми повеќе немало никогаш. А кога врне снег, нормално се стопира. така. Срđan, јас ти благодарам, ако немаме што уште, тоа би било Не, се. снегот само. Снегот е Веројатно и најактуелен. утре ќе говориме за тоа. Така, ние продолжуваме понатаму, останете со Слободен печат.